prozirni, za deca dobri, radosni, plagjat od nebo visoko. Po jezera, reki, izvori, igrat igri veseli, za detski oči golemi. Taki ladni, topli, prozirni, plagjat silni, doždovi, trava, pari, golemi. Voladni zimski predeli, plagjat beli snegulki, trkalac nežni u ladini. Svet postoji od nekoj zakoni za nas, za nas. A za azbuka, P za priroda. Oblaci razigrani, trava, čuda, golemi. Po zemlji razni dalečni, nosa detski koraki, mislete na priroda ta. Sve to postoji od nekoj zakoni za nas, za nas. A za azbuka i P za priroda. Martin, što je? Bilo lisna na nebo leta? Gulab. Ne, oblak. Денеска ќе говориме за облаците. Што е облак, се надевам сите знаете. Но ќе биде добро да повториме. Облакот настанува со сублимација и кондензација на водената пареја во атмосферата. Нас двајцата сите облаци ми се исти. Само што едни пуштаат снег, а други дожд. Точно. Но сите тие облаци имаат свое име. Па така, кон крајот на 19-тиот век е усвоена меѓународна класификација на облаците во 10 основни типови. Цируси или пердувести, цирокумулуси или пердувесто натрупани, циростратус или пердувесто напластени, алтокумулус или високо натрупани, алтостратус или високо напластени, нимбостратус или дождовно напластени, стратокумулус или напластено натрупани, стратус или напластени, кумулус или натрупани и кумулонимбус или натрупано дождовни. Слушайте внимателно. Што? А не мислиш ние да ти објасниме? Не дека не знаете ви. Цирусите се облаци со форма на пердув. Тие се највисоки облаци, чија средна височина изнесува од 8 до 9000 метри. Нивниот состав е од ситни замрзнати иглички. Цирусите главно предскажуваат влошување на времето. Цирусиве значи се? Признак за лошо време. Снег ке врне. Овој тип на облаци се состои од тенок бел превес
кој делумно го покрива небото. Составени се од замрзнати кристали, низ кои се прекршуваат светлосните зраци на сонцето и месечината, создавајќи околу нив светлосен круг. Вестници се на влошување на времето. Исто како и цирусите. Цирустратосот е признак за лошо време, само што е поголем облак. Овој облак пак е составен од неосенчени посебни грудки што личат на стадо овци. Најчесто имаат брановиден облик, што ни говори дека на овие височини постојат воздушни бранови. Баш интересно. А што мислиш? Чим се како овци? Можеме да замислиме колку се интересни. Овој тип на облаци се состои од мали седевни грудчиња со топчест или леќаст облик. Рамката им е светла, а средината има сива боја. Најчесто се знак за стабилно време. Некои добри облаци. Стабилни. Овој тип на облаци се сиви или синкасти, низ кои сонцето или месечината одвај се надзираат. Нивната дебелина изнесува неколку илјада метри, па така подебелите донесуваат студено време со дожд. Еве ти дождовни облаци. Знаев дека има дождовни облаци. Те ти ја откри Америка. Овој тип на облаци се со темно-сива боја, чија што дебелина понекогаш достигнува и до 5000 метри. Тоа се типично дождовни облаци, кои честопати се спуштаат до самата површина на земјата. Доколку се изразито темни и го покријат целото небо, треба да се очекуваат долготрајни дождови. Овие баш не се стабилни. Баш добро. Дождовни? Овие облаци се со облик на огромни грудки со сива боја. Поради големата распространетост, тие даваат впечаток на слој со значителна дебелина. Поради својата напластеност, подсетуваат на кумулус, а поради својата распространетост и форма, подсетуваат на стратус. Од овој тип на облаци многу ретко паѓаат слаби врнежи. Како да не ви израдува? Не, ако сакаш баш да знаеш. Овој тип на облаци се слични на маглата, кои многу често го покриваат целото небо. Тие се формираат како резултат на радијацијата на воздушните маси или поради мешањето на топлиот и ладниот воздух. Од овој тип на облаци се излачува ситен дожд, слаб снег или шушлек. Нешто имате да кажете? Не. Не ми се допаѓаат поради зборот радиоактивни. Овој тип на облаци се со облик на купола или крошна на дрво, со јасна вертикална изразеност. Долниот дел им е хоризонтално засечен,
Иако е осветлен од страна, има бела боја, посилни сенки и сива основа. Многу ретко даваат врнежи. Многу ретко даваат врнежи. Добри облаци. О, како? Овој тип на облаци се состои од голема сива облачна маса. Горниот дел на облакот преминува во влакнеста структура и честопати подсетува на наковална. Се состои од замрзнати кристали. Овие облаци се формираат летно време и наговестуваат пороен дожд и град. Знаете нешто за врнежи? Знаем. Дожд, снег. Дефиниција. Затоа прашај го Гоце. Творбите создадени при сублимација и кондензација на водената парја, кои на земјината површина паѓаат во тврда или течна агрегатна состојба, се викаат врнежи. Само тоа? Имаме приземни и врнежи од облаци. Во групата приземни врнежи спаѓаат роса, слана, иње и голобразицата. Додека во врнежи од облаци се мисли на дожд, снег, шушлег и град. Знаете што? Не. Ми изненадувате со вашето знаење. Росата сите сте ја почувствувале. Таа настанува кога земјината површина и предметите на неа се разладат под температура на росната точка на околниот воздух. Росата најчесто се јавува во летниот период, тогаш и условите се најповолни. Има една песна. Не гази боса, па таа роса. Точно. Росата најповеќе се нафаќа на тревата и на лисјата од грмушките. Таа особено е важна за вегетацијата во подрачја каде врнежите се мали. Па така, билките ја добиваат потребната влага за живот. Сланата настанува на ист начин како и росата, само при температура на росната точка под 0 степени Целзиусови. Тогаш водената парја во воздухот сублимира и се излачува во вид на кристали од мраз, кои паѓаат во облик на иглички, мали лушпи или во форма на пердув. Со азбука на природата, Полесно се учи, мора да признаете. Така ли? страв ми е да ве прашам за иње. Абе, ние знаеме само. Гоце подобро ќе ти го објасни тоа. Сигурен сум дека иње имате сите видено. Тоа се бели слоеви на вертикални површини, настануваат при хладно и магловито време со слаб ветер при температура од -10 до -2 степена Целзиусови. Значи иње се ситни кристали од мраз. Што? Зарем не си видела зимно време на гранките, на лисијата? Голобразицата представува посебен облик на приземни врнежи. Таа се јавува во најстудените месеци од годината. Таа е прилично хомогена и прозирна глазура на мраз, која се создава со замрзнување на преладените капки на маглата или дожд.
на предмети чија температура е пониска од 0 степени. При зимниве врнежи, Не се баш пожилни. Колка? За дождот нема многу да зборуваме, затоа што сите сте го виделе и почувствувале. Па затоа ќе се задржиме само на општите карактеристики што го сочинуваат дождот. Дождот е водени капки со пречник од 0,5 до 0,8 милиметри. Ќе кажеме и тоа дека дождот паѓа од облаци со пречник од 700 метри, и тоа нимбостратуси и кумулонимбуси. каде што има вода, Има и живот. Карактеристично за дождот е тоа што може да се подели на дождец, дожд и пороен дожд. Оваа поделба е резултат од големината на водените капки. Дождецот е составен од многу ситни водени капки со пречник од 0,5 милиметри. капка по капка, Езерце. За разлика од дождецот, дождот има покрупни капки и паѓа со брзина од 3 метра во секунда, а паѓа од облакот нимбостратус. за пороен дожд да не ве прашувам. Зошто? Па ние знаеме. Силен, јак. Точно, Мартине. Поројниот дожд паѓа во летно време, кога земјината површина е загреана и обично е пропратен со грмотевица. Поројниот дожд паѓа од облакот кумулонимбус. Снегот сите го сакате и јас го сакам. Тој е бел и многу убав, но и малку студен. Снегот се формира со постепено сублимирање на водената пареа под посебни услови. И тоа, температурата на воздухот да е под 0 степени Целзиусови, потоа воздухот да е заситен со водена пареа и сублимацијата да е постепена. Снегче, ама Ама каков и да е снег, си е снег. Шушлекот е многу сличен на снегот и е составен од непродзирни бели зрнца кои се многу трошливи и многу лесно се гмечат. При своето паѓање на тврда состојба тие подрипнуваат. Паѓаат при температура од 0 степени Целзиусови пред снегот или заедно со него. кристално бело непродзирно зрнце, Е шушлек. Град виделе повеќето од вас. А тоа се топченца мраз со пречник од 5 до 10 милиметри, а може и повеќе. За формирање на градоносните облаци, а тоа се кумулонимбусите, потребни се соодветни услови. Пред се, големината на облачната маса, каде што владеат турбулентни движења со брзина од 15 до 20 метри во секунда, треба да е над 5000 метри.
Потоа, горниот дел на облакот треба да има температура од минус 28 степени Целзиусови, а температурата, односно максималната температура на воздухот треба да е од 20 до 30 степени Целзиусови. Попуштен е пожелен. Толку е комплициран. Градот. Мартин добро кажа. Комплицирано, но за природата е едноставно. Градот настанува со интензивни вертикални движења на воздухот. Најголемо зрно град со пречник од 21 см и тежина од 4,5 кг најдено е во Кина 1902 година. Мартине, што ќе кажеш? Тоа не би било град, таму камења паѓале.